Сепак јас овој разговор би го заокружила и е неизбежно за она што ни се случува во државата, односно политичката криза која повлекува и економска криза. Како вие гледате и како градоначалник, и како политичар, и како единка на сето ова што ни се случува моментално во Македонија, колку тоа ќе се рефлектира на сите овие работи што вие сега ги изнесовте за нивно реализирање, за нивно спроведување? Па видете, се рефлектира и многу ќе се рефлектира доколку се го влекува сето тоа. Сепак излез од сета таа ситуација, политичка криза, која што е настаната и с недел од неа сите, без разлика колку да сакате да негирате, значи секој граѓанин во Македонија е погоден од таа политичка криза, треба што побрзо да заврши, а побрзо се завршува само со избори, демократски избори на кои што ќе излезат граѓаните и ќе ја дадат довербата на тој што сметат дека треба да ја дадат довербата, да продолжи со реализација на сите овие проекти, да се нови инвестиции, да се отворат нови работни места, да се инвестира во спортот, градинки, образование, нови спортски центри, паркови, градинки, училишта и така натаму. Тоа навистина многу значи за сите граѓани. Никој не сака немирен живот. Не е добро она што гледам, секој има право да демонстрира, меѓутоа да демонстрираш и да уништуваш она што е градено, тоа за мене е примитивизам. Значи, треба да се бори со проекти. Ако некој изградил, навистина, некој можеби не го бендисува тоа што се гради. Така не мора сите да и бендисува. Има нешто на времето што се градело, не ме бендисува. Други идеи сум имал, така? Меѓутоа не треба да се уништува. Треба, некој ако сака да направи нешто за општество, за градот, да рече јас повеќе ќе направам од овие што направивте, а не да уништуваме тоа што е направено. Тоа мислам дека не е добро и дека не е добро прифатено од сите граѓани. Меѓутоа, верувајте, најмногу ова криза се однесува на приватниот сектор, на бизнисмените. Јас сум секојдневно во комуникација не само со обичните граѓани, и со чаршијата, и со дуќанџите, и со малите стопанственици, и големите стопанственици. Верувајте, не е добро од економски аспект за ниедна фирма, за ниедно предпријатие. Тоа го повлекува надолу и стопанството, тоа го повлекува и јавните институции, и државниот буџет, и локалниот буџет, а тоа значи нереализација на голем број од овие проекти кои што испомнавме и повторно кој ќе биде најоштетен од сето тоа? Граѓаните на Прилеп и на Република Македонија. Затоа сметам не само од име на градоначалник, туку и како обичен граѓанин, како граѓанин на Прилеп и од она што слушам од сите, дека најдобро би било да што побрзо се одржат овие избори на 5 јуни и да заврши ова агонија која година и пол трае во Македонија и на најразличен и економски и било каков начин се одразува на сите нас. Многу влијае и бегалската криза. Значи секој ден имаме мачни ситуации на границата со Грција, каде што имаме огромен број на бегалци и мислам дека тоа не е погодена само Македонија, цела Европа е погодена, посебно Европа и цел свет. И мислам дека со продлабочување на кризата и бегалската криза може да направи уште поголеми проблеми за сите граѓани на Македонија. Ние имаме една држава, немаме друга резервна држава.